студиото со вас Деспина Тодоровска. Добар ден и ви благодарам за вниманието. Председателот на Хрватска Зоран Милановиќ денеска е во официјална посета на Македонија. Председателката Гордана Силјановска-Давкова утрово го причека со највисоки државни и воени почести. Пред малку заврши нивната заедничка пресконференција. Пораките во овие вести ни ги пренесува колешката Тамара Дичевска. Тамара, што беше во фокусот на заедничката пресконференција на двајцата председатели? Да. Во фокусот на заедничката средба на председателот Зоран Милановиќ, можам да кажам дека ова му е прва официјална посета со нашата председателка Гордана Силјановска-Давкова. Беше патот на Македонија и членството на Македонија во Европската унија на пресконференцијата, завршната пресконференција по тетатет средбата која што имаше со Силјановска, но и пленарната средба која што имаше помеѓу двете делегации од Хрватска и Македонија. Се разговарало за нашиот пат кон Европската унија. На пресконференцијата Милановиќ можам да кажам дека беше постар во ставовите за Македонија и Европската унија. Тој кажа дека и дал на председателката Силјановска совети, но вели дека Македонија прима премногу совети и од соседите, но и од меѓународните институции, дека повеќето од нив треба да ги зема со резерва и земјава да размисли дали најважното за Македонија е да биде членка во Европската унија или има и земјава други поважни работи. Смета дека има и добри работи во Унијата, но сепак и во последниот период има и работи кои што не биле толку добри. Па во продолжение слушаме изјавата на хрватскиот председател Зоран Милановиќ. Секако многу совети добивате и од многу други насоки, од многи страни, од соседите, од меѓународната дипломатија, од Европската комисија. Не се сите тие совети паметни, ниту корисни за вас. И ги примате како вреќа сол, работите по свое. Вие сте оние кои ќе одлучите што е важно за вас. Немојте да бидете само жртви на принуда или некакво изнудување кога станува збор за членство во Европската унија. Не мислам да полемизирам околу тоа, не мислам на соседната држава Бугарија. Тие имаат некои своји идеи како треба тоа да изгледа. Јасно е дека треба да постои консензус, како и да свртиме, доаѓаме до истото. Се додека некој е против, Македонија не може да оди напред. Единствено прашање дали ова за вас и за вашите граѓани се уште е најважна ствар на овој свет, вредна во животот, или има и други работи кои може да се на кои може да се работи, да се реализираат. Меѓутоа тука не делиме, немаме совети, тоа е ваша одлука, но јасно е во кој правец треба да се оди. Македонија е членка на НАТО и како таква е безбедна во рамки кои ги овозможува НАТО. Тоа е она што е добро и што е исплатливо. Председателката Силјановска му се заблагодари на советите на Милановиќ и кажа дека се уште целта и една од најважните цели на Македонија е приклучување кон Европската унија. Силјановска смета дека има работи кои што се рационални да се преговарат, но има и такви кои што не се, а за тоа тука спаѓаат историјата и културата. Според Силјановска ветото и понатаму ќе остане проблем не само за нашата земја, но смета дека за членство кон унијата треба да се земат предвид копенхагешките критериуми и смета дека би и понатаму би имало ишекор во односите со соседите. Во продолжение слушаме и председателката Силјановска. Мислам дека ветото ќе предизвика и понатаму проблеми, нема да останеме ние осамен случај и дека на некој начин треба се разбира во рамките на она што е копенхагенски критериум, да си го бараме местото, да речам дека се надевам утре дека ќе наидеме на разбирање, ќе сгрешам, да, разбирање од Хрватска, да, разбирање од Словенија, но мислам дека добрососедските односи се важни и дека ќе исчекориме и во тој поглед. Ние сме биле дел и сакаме да го комплетираме патот кон него. 20 години потоа, мислам дека заклучокот е дека последниот извештај не говори само за нас,
за нашата подготвеност, туку говори и за Европската Унија, за односот парламент, комисија и совет. Тамара, предвидени ли се други средби и активности на хрватскиот председател во текот на денот? Да, председателот Милановиќ во еднодневна посета на Македонија денеска, но по средбата со председателката Силјановска, тој ќе ступати на средба со премиерот Мицкоски, каде што кажа дека и со него ќе разговара и за истите работи кои што ги разговарали со председателката Силјановска, потоа ќе пред неговото заминување ќе го посети гробот на Гоце Делчев во црквата Свети Спас. Тамара Дичевска, ти благодарам за овие информации и секако детален извештај за денешната посета на хрватскиот председател пренесуваме во следното информативно издание. За криминалците нема место во Македонија, порачаа денеска премиерот Мицкоски и министерот Тошковски на одбележувањето на 7 мај, денот на македонската полиција. Тошковски упати честитки до сите полициски службеници, истакнувајќи ја нивната важност во обезбедување на јавната безбедност. Министерот оддаде и почит на сите припадници на Министерството за внатрешни работи кои го загубиле својот живот во рамки на службата. Минатата година ја завршивме со намалување на вкупниот криминалитет за речиси 5%. Сузбивме 14 организирани криминални групи, од кои најголемиот дел поврзани со трговија со дрога. Започнавме силна борба против корупцијата, која целосно го разјадува општеството и се вгнездила во секоја негова пора. Во тој дел бележиме пораст на кривачката функција и тука беа сузбиени 2 организирани криминални групи со 26 члена, од кои едната е од доменот на високата корупција. Случајот адитиви, во кој се пријавени 23 лица, е символ на тоа дека нема недопирливи кога се работи за злоупотреба на државни пари и ресурси. Во координирана акција минатиот декември е разбиена една од најопасните криминални структури, чии членови учествувале во повеќе од 8 убиства и сериозни закани во затворски службеници. Безбедноста не е само статистика. Таа е чувство. Таа е кога родител без страв го пушта своето дете во училиште, кога една мајка спокојно се враќа дома во доцните часови. Кога секој граѓанин знае дека државата стои зад него. Тоа чувство ни го подарувате вие, полицајците. Затоа со полни срца ви честитаме. Нека е среќен денот на македонската полиција. Да ви се заблагодариме за секоја ноќ, без инцидент, за секој спасен живот, за секој криминалец кој што одговара за своите недела. И посакувам здравје, сила и секогаш безбеден повраток дома. Бог да ве благослови и Бог да ја благослови нашата Македонија. Чувајте Македонија. Верувам во идеалите и вредносниот систем на полициската професија. Верувам во идејата дека полицијата е чуварот на државата и дека униформата и значката што ја носиме символ на гордост, чест и одговорност, а не на моќ. Во изминатите десетина месеци докажавме дека институцијата може да биде и силна и праведна. Го засиливме оперативното работење, го зголемивме нашето присуство, воведовме нови оперативни модели на работа. Ја започнавме новата ера преку дигиталната трансформација. Оваа трансформација не е само технолошка, таа е и човечка. По средбата со Таравари, премиерот Мицкоски вчера вечер се сретна и со лидерите на коалицијата Вреди. Од владата информира дека средбата била конструктивна во пријателски и партнерски дух. Се разговараше за сите реформски прашања, силно се уважува волјата на граѓаните за реформи, борбата против корупцијата и промени во системот кој го оставија ДУИ и СДСМ. Граѓаните нема да бидат разочарани, разговорите продолжуваат, брифираат владата. Разговорите продолжуваат и со лидерот на Алијанса Таравари, со кој Мицкоски се сретна предвадена. Според најавите, до крајот на овој месец ќе се знае иднината на функционирањето на Алијанса на албанците на Таравари во владата. Советничката група на СДСМ од Куманово утрово обвинуваат за голем корупцијски скандал при изгласувањето на деталниот урбанистички план во градот, зашто велат дека градоначалникот Максим Димитриевски добил поддршка од советниците на ДУИ. Ова што го режираше Димитриевски, поддржан од советниците на ДУИ, треба да влезе во книгите за организиран криминал и корупција.
Фактите се следни. Прво, преку политички притисок и манипулации се изгласа измена на деталниот урбанистички план на просторот кај поранешен Чик Куманово, односно простор над 40.000 метри квадратни државно земјиште, под изговор за инвестиција на Лидл. Само 2 месеци подосна, друга парцела, која е во собственост на таткото и братучедот на Димитриевски, е купена од кумот на Димитриевски, Драган Митевски, за 250.000 евра. По само неколку дена, истата парцела е препродадена на Лидл за 600.000 евра. Кумот на Димитриевски, кој го купил земјиштето од фамилијата на Димитриевски, заработил 350.000 евра за неколку дена. А откако вчера Асмир Јаховски излезе од притвор со гаранција од 2 милиони евра, од ВМРО ДПМН денеска преку писмено соопштение обвинуваат дека СДСМ и ДУИ преку нивните корумпирани измеќари, суди и обвинители ја штитат мазут мафијата. Судиите и обвинителите избрани во Зајас и Струмица штитат криминалци. Судиите избрани во Мала Речица ги штитат бизнес интересите на Али Ахмети и Заев. Доказ за тоа е и Асмир Јаховски, кој излезе од притвор со гаранција во стан на фирма која дели иста адреса со фирмата на зетот на Али Ахмети. Газдата на Пуцко Петрол излезе од притвора за апелација, гаранција се 2 милиони евра. Јаховски е син на пратеник од ДУИ со уште 13 лица. Е осумничен за злоупотреба на околу 170 милиони евра државни пари за набавка на канцероген мазут со кој го загадувале воздухот. Спрегата помеѓу правосудството, СДСМ и ДУИ мора да заврши, корумпираните судии да одговараат, а владењето на правото и правдата да профункционираат. Времето на криминалци во политиката заврши, стои во писменото соопштение на владачката ВМРО ДПМН. Македонија во моментов не уназадува во евроинтегративниот процес, но може да се доведе во таква ситуација ако и понатаму дел од законите во реформската агенда не бидат усвоени, предупредуваат експертите. Тие денеска на заедничка маса дебатираа за напредокот на државата и владењето на правото на патот кон Европската унија. Дел од нив сметаат дека има намалување на интересот за проширување и кај земјите кандидати, но и во самата Европска унија. За сега би рекол не назадуваме, но на добар пат сме да почнеме да доснеме, доколку наитно не почне да работи собранието и да се поднесат од страна на Министерството законите. Особено тоа ќе ни се одрази врз перформансот од аспект на обврските што ги имаме во реформската агенда и планот за раст, со што се поврзани многу финансиски средства, меѓутоа пред се тие се реформи за нашата држава и нејзината поголема функционалност и демократичност. Во прв план, често тоа го истакнувам и јас и нашиот сектор, но и меѓународната заедница, се игнорира и понатаму законот за висока раководна служба. Тоа е закон кој што треба да го намали влијанието на политичките партии при именувањето на јавни функционери, значи во работувањето во јавната администрација и контролата врз административците на земјата, со што би требало да се обезбеди поквалитетна, попрофесионална услуга и апелирам уште еднаш, тој закон одамна требаше да се донесе, иако сме земале обврска, се уште не се става на дневен ред, и некако се игнорираат, некако тешко партиите се откажуваат од нешто што порано или показно мора да го направиме, а секако е во интерес на земјата. Жителите на Кривогаштан јутрово излегоа на протест. Не дозволуваат да се реконструираат двата моста која поврзуваат општината со Крушево и Прилеп, без да се најде алтернативен пат. Жителите на Кривогаштан и околните населени места денеска втор ден поред протестираат поради тоа што единствениот регионален пат кој што ги поврзува општините Крушево, Кривогаштан и Прилеп се сака да се затвори на подолг временски период поради реконструкција на два моста кај селото Врбјани. Жителите се препраќаат да користат тесни селски патишта кои што не ги задоволуваат критериумите за безбеден сообраќај. Инаку истиот овој пат во должина од околу само 900 метри. Околу мостовите се реконструира повеќе од една година и сообраќајот се одвива во невиден хаос, дури имаше и една жртва. Сега тие нудат некоја солуција да се движиме по некои други патишта кај каде носило кај Обршани,
Ама таа солуција, значи, воопшто не одговара за таа фреквенција на возила. Ќе настани сообраќаен хаос. Не дај Боже да треба амбулантна кола да дојди. Не се знае човекот дали ќе преживее дури да стаса до Прилеп. Овој пат, значи, не сме да се затвори. До Прилеп одевме за 15 минути, а сега треба за 2 сати да вртиме. Значи, луѓето има потреба на болница да поидат, на работа да поидат, во градинки деца се носат. Сега тука вика, јас не сум надлежен, тој не е надлежен. Значи, проблемот во државава наша е што никој не сака да превземе одговорност. Значи, одговорност ако се превземе, се ќе биде во ред. Или тендеров кога бил овдека, кога се доделувал. Никој не спомнал дека овие луѓе овде треба негде да поминува? Жителите ги поддржаа и од општина Кривогаштани, од каде што истакнаа дека се обратиле и до јавното предпријатие за државни патишта, од каде што побарале итно алтернативно решение. Вртењето преку населени места Обршани, Боротино, Кладино села, тој регионален пат е 3,60 метра. Тој е само за трактори и коли, а не да се разменуваат 2 камиони, 2 поголеми возила. Тука имаме покрај тоа што финансиски трошок на овие граѓани и не безбедност. Од ЈПДП истакнаа дека градежните работи за санација на оваа делница, која што е со должина од 920 метри, се при крај и ќе бидат завршени најдоцна до 25 мај. Ги замолуваат граѓаните за трпение заради квалитетно извршување на градежните работи. За Сител, Дарко Штарговски. Следуваат и најновите